Добро вечер, вие сте со топ тема. Бројот на заболени од коронавирусот во земјава се зголеми. Стопанството апелира за конкретни мерки. Надлежните посочуваат дека состојбата се следи. Председателот Стево Пендаровски за понеделник свика совет за безбедност, ке се разговара дали во земјава ќе има кризна или воена состојба. На политичарите пак им предлага да се одложат изборите. Вечерва во топ тема гостуваат Мила Царовска, вице-премиер за економски прашања, универзитетските професори Борче Треновски и Маријан Петровски. Добро вечер за сите. Добро вечер. Најпочеток ќе напоменам дека Царовска, вие сте тука секако во својство на вице-премиер за економски прашања, со оглед дека сме во една фаза на предизборна фаза, кандидатските листи се уште не се потврдени, така што поради оваа вонредна состојба во која што се наоѓаме, морам да напоменам дека вие овдека сте буквално во својство само на вице-премиер за економски прашања. Секако и првото прашање ќе биде упатено до вас. Порачавте на стопанството дека профитот не може да биде поважен од здравјето. Се уште не се превземени некои конкретни економски мерки од она што се барања на стопанството. Ако гледаме како реагираат секторот здравство, дали се има впечаток дека економските мерки доцнат? Сметам дека здравствената ситуација ја следиме, исто така и економската ситуација. Може да се види дека навистина одлично се справуваме како систем со коронавирусот во нашата држава. Здравството редовно информира, но исто така и превенцијата и заштитата после тоа се гледа дека навистина успешно се следи. Во однос на економијата на дневно ниво комуницираме со стопанските комори, со сите засегнати страни, исто така и со економските ресори, се со цел да сите индикации се гледаат дневно, но ниту една мерка што ќе биде преуранета во економијата нема да донесе бенефит, заради тоа што во овој момент ние немаме одредени заразувања или заболувања во големи фабрики, каде што имаме поголема група на вработени. Што значи дека немаме такви гранки кои што во моментот се загрозени. Но со она кој што се направи како превенција и заштита на децата, а тоа е затварање на градинките и училиштата во рок од 14 дена, ги ослободи родителите од дел од вработените од своите работни места и тоа е некаде околу 20% од вработените кои што се наоѓаат во реалниот сектор по проценките на стопанските комори. Затоа велиме дека неликвидни фирми во моментот немаме, но затоа комуницираме со стопанските комори кои се можните мерки што би требало, веројатно април и понатаму, да се превземаат доколку целата оваа ситуација продолжи. Самите компании имаат обврска кога еден вработен ќе земе боледување за своето дете во рок од 14 дена да тие го покријат тој и да му го обезбедат тој тип на боледување. Што значи дека навистина и редовно и тековно ова право на родителите за заштита на своето дете следува. Но сега кога има одредена препорака од страна на владата, голем дел од компании ја почитуваат. Морам да истакнам дека се многу кооперативни, токму затоа заеднички постигнуваме успех. Онаму каде што нема услови, а тоа е во производството да воопшто, да кажеме, ги пуштат сите, тогаш се реорганизираат, отварат повеќе смени и со тоа возможуваат во прва и втора смена да појасниме малку околу реорганизацијата, бидејќи претходно беше децидно дека сите кои што се со деца помали од 10 години треба да бидат ослободени од работа и да добијат платено отсуство. Вчера излезе соопштението во кое што се посочува дека треба да има реорганизација и оние работници кои што имаат деца помали од 10 години да се прилагодат и на потребите на компаниите. Од првиот ден тоа беше препорака, поради тоа што во моменти на криза тогаш имаме заклучок во кој што велиме сите и јавниот и приватниот сектор треба да ги создаде тие услови. Во моменти кога нема криза, во тој момент ние имаме препорака кон самите работодавачи и кон компаниите. Во моментот кога тие ги почитуваат препораките, гледаме дека има успех. Во моменти кога тие алармираат дека ако ги почитуваат препораките, имаат повеќе од 35% од вработените кои што нема да се појават на работно место, тогаш тие самите се реорганизираат, постигнуваат услови за работа. И токму затоа, тоа никогаш не сме го забрани да тие се реорганизираат. Посебно странските фирми видовме дека навистина брзо се пренасочуваат затоа што имаат одредени протоколи и стандарди на работа. И тие се реорганизираат во секој случај затоа што ако може да се обезбеди во втора смена едниот родител да се појави на работното место, тогаш тоа не е спорно, затоа што ова не е мерка за седење дома, ова е мерка затоа што нема кој
да ја обезбеди јавната услуга училиште, градинка, дневен центар, за да ја да речеме обештетиме, да го обештетиме тоа семејство заради непостоење на таа услуга, велиме родителот во тој период да остане дома, само доколку нема друга алтернатива за грижа на детето, заради тоа што ова не е мерка за неодење на работа заради превенција на ширење на короната на работното место, туку е мерка за заштита на децата и како грижа или компензација за тоа што јавната услуга училиште, градинка или дневен центар не постои. Добро, тука одиме со Петревски и Триновски во однос на првиот дел од прашањето, дали се задоцни со економските мерки. Еве, ќе почнеме на оваа страна, Триновски. Па видите, јас ќе бидам прилично искрен, уште на почетокот да објаснам на кој начин и што можеме да направиме за да ги се справиме, јас би рекол, со последиците од овој вирус, од оваа епидемија. Прво да кажеме дека не можеме да го спречиме ефектот на македонската економија. Мала, отворена економија, тешко можеме да го спречиме, меѓутоа можеме да се бориме против последиците кои можеме да ги ублажиме и да ги ограничиме. Сега државата што би можела да преферира? Во нормална ситуација би можела да делува преку две работи. Едното е да користи даночно леснување, другото е да користи фискални стимули, така натаму мерки. Меѓутоа во оваа ситуација, во нормална економска криза, тоа би делувало, би ги поттикнале. Меѓутоа тоа нема да ги врати откажаните трансакции, нема да ги врати летовите беспатници, нема да им заврши работа на гостителските како да кажеме објекти, заради тоа што имаме ограничување и од здравствен аспект. Тие не може да се појават, социјалните контакти се ограничени. Меѓутоа се уште може да се направат повеќе работи. Јас би сакал да кажам дека во однос на тоа дека државата во ваквите економски кризи треба да реагира. Прво морам да кажам дека од економска логика не сме и не може да се остави бизнис секторот, морам да дискутирам за тоа дали треба да преземе поголем или помал дел од товарот. Имајќи предвид дека бизнис секторот генерално и економски и во теоријата е организиран кон добивање на профит. Така да самата логика вие да оставите бизнис секторот да преземе поголем дел од товарот нема да успее. Значи сепак државата е таа главна која треба да ги превземе најзначајните чекори во оваа насока. Тоа би сакал да го кажам. Оно што би сакал за брзината на реакција на владата. Јас би кажал вака: едно научивме од големата криза 2007-2008 година. Колку побрзо реагираме, толку ќе бидат помали последиците и побрзо ќе излеземе и ќе се справиме со определена економска криза. Во економијата тоа е некое правило кое треба да се почитува. Тоа ви исто како фени, ако ги изгасите печките, ќе ви треба многу повеќе за да ги запалите. Значи економијата не смее да престане да функционира. Која ми е опасноста? Јас каде сум загрижен во однос на економската ситуација сегашна? Точно е дека се погодени само определени сектори. Моментално немаме проблем, можеме да ги таргетираме нив со определени мерки и така натаму и тука да застанеме. Најголемата опасност од која се плашат економистите, се дискутира на глобално ниво е кога ќе поминат овие ефекти на секторите кои не се директно поврзани со оние кои се директно погодени. Тогаш веќе имате проблем. Има една изрека вика да се плашите кога луѓето ќе почнат да престанат да одат на флизер. Тогаш значи ќе престанат да ги користат другите мерки. Што правиме тука? Тука треба да се вклучи државата. Пред се, јас би рекол само една, натаму се надам ќе имаме време да ги дискутираме другите мерки и така натаму, се вика мерка на доверба, confidence. И тоа владата го прави супер. И министерот за здравство и сегашното излагање на вице-премиерката е во таа насока, да се создаде една мерка на доверба. Тоа се случуваше и во големата криза. Најголем дел од мерките не се користеа, доволно беше само да се објават. И ние не можеме, јас за тоа би апелирал, да не спомнуваме дека важно ни е само здравјето, не ни е важен бизнисот или профитот. Мораме да кажеме дека сме силни дека ја пребродиме оваа криза. Еве сега имаш изјава пред 5 минути на претседателката, односно од Европската унија. Не знам дали се сеќавате. Сите го билдаат довербата. За тоа што мора, така, ако престанат да купуваат машини, коли, ако престане да се движи економијата, тогаш навистина ќе влеземе она што е стравот од рецесија. Се извинете, малку по-широко беше, меѓутоа се надевам ќе имаме време да влеземе под лавот. Добро, најнаш влеговме вака во дебатата, меѓутоа првенствено мислам дека е одговорноста на сите да кажеме дека во моментот нема особени нарушувања на економските текови. И се согласувам со сето на што беше кажано, дека сега сето што владата почна да го прави, што го дискутираат стопанските комори, еве вклучително и ние тука, е во насока на, да кажем, еден контингентен план, значи што може да се очекува од страна на владата и од другите засегнати страни во случај оваа ситуација да се влоши. Сега на почетокот на прашањето го спомнавте профитот и провеа низ дискусија, ама мислам дека фокусирањето на профитот во моментов е апсолутно небитно. Небитно е и од перспектива на фирмите и од перспектива на државата. Она што треба да биде центар на економска дебата во моментот е ликвидноста во економијата.
Значи, ликвидноста и профитот се две различни работи. Може да имаме исклучително профитабилна фирма, многу здрава фирма, меѓутоа да се најде во ситуација на висока неликвидност или, да бидам подиректен, да дојде во ситуација да не може да исплати плати. А тоа може многу лесно да се случи, особено за фирми чии што инпути зависат од погодените земји главно, меѓутоа и генерално од сите земји во Европа, затоа што сега и транспортот на стоки станува се поотежнат, значи ќе се забележат задоцнување во испораките. Тоа ќе повлече задоцнување во самото производство, во испораката на готовите производи и сето тоа повлекува задоцнување во вкупните плаќења. Значи, кога дискутираме каде владата треба да го насочи својот план, е токму во делот на ликвидноста. Што владата ќе преземе ако се соочиме со неликвидни фирми? Повторувам, тоа нема врска со профитабилноста, мислам дека тоа не треба воопшто да го дискутираме во моментот. Го нагласувам, бидејќи се поврзува со една дебата која што се отвори вчера, апропо ова, а тоа е дали товарот од боледувањата требало да го преземе државата или фирмите. Апсолутно дегутантна дебата е таа. Во нормални околности сигурно тоа треба да го направат фирмите, апропо законското решение кое што, ако не се лажам, вели до 30 дена фирмата го сноси товарот. Во ваква ситуација како што е сега, спротивно на ова немам дилема дека тоа треба да го преземе државата. Меѓу другото, освен за да ја осигура да осигури евентуални проблеми во ликвидноста, второ за ова што го дискутираше професорот Треновски, за да покаже дека стои тука за ситуација која што би ескалирала. Така што мислам дека натаму треба целата дискусија да се води и гледам дека денеска и коморите главно веќе ја насочија натаму работа, затоа што веројатно и се почнува да се осеќа таа тензија што ќе постои во однос на ликвидноста. Сакате да. Се сложувам со колегата Маријан, јас би сакал само да додам, комплетно се сложувам со ликвидноста и она што би сакал во контекст на мерките да кажам, како би оделе по некоја, како да кажам, размислував за некои пакети на мерки пред неколку дена кога се случи. Кои би биле можни сет мерки кои што можеби ова што е со боледувањата, ликвидност, јас мислам дека се само еден дел, она како да кажеме врвот од ледениот брег. Јас мислам дека можеби би требало малку посеопфатно да се настапи во повеќе подрачја. Не мора да се оди силно. Прво морам да кажам дека самите најави за крупни поместувања во даночни стапки, фискални реконструкции, тие се први тешки за оперативна имплементација, а после би имале последици и понатаму фискални што тешко би можеле да ги исправиме. Меѓутоа, она што е најважно во оваа ситуација, она што зборувавме комплетно, здравието го спомна колега. Првите, најлесно да ги ограничите последиците на економијата е конкретно да се фокусирате на стопирање на епидемијата. Значи, сите економски и фискални мерки да бидат насочени кон тоа. Што значи тоа? Јас би предложил некои мерки, нема некој шаблон на мерки кои се користат во дел од земјите, меѓутоа дел и се употребуваат. Покрај ограничувањата, школите, оние превентивни мерки, Министерството за здравство кои ги преземе и тие се нивна одговорност, ние мора да се даде целосна фискална подкрепа на Министерството на здравство. Ако треба дополнително да се наградат вработените во здравствениот сектор, да се дадат фискалните ограничувања по буџетски линии, да им се ослободат, да имаат комплетна фискална слобода. Тоа е првото она. Со цел да се влијае на пандемијата колку што може да се заудат. Вториот дел, понатаму можеме да го дискутираме, може да се фокусира конкретно на бизнисите кои се погодени и тука се оние ликвидносни мерки, репрограмирање на кредити, боледување и така натаму. Друга работа на која мораме да се фокусираме е поврзана со тоа како ќе ги остваруваат правата дел од луѓето кои досега ги остварувале со цел да не се јавуваат во гужви, да не влегуваат. Социјални права, права за овие кои користат социјални пакети за сиромаштија, дали мора да се појави во институцијата, не мора, да им се олеснат сите процедури на пристап. Се надевам вице-премиерката дека може да ни објасни во таа насока. Понатаму се оди на пошироката економија, значи мора и таа да се подкрепи, мора да се влијае и на пошироката економија и да не забораваме домаќинствата на крај. Она конфиденси, домаќинствата и нивната подкрепа. Она кое што е важно е дека тука заеднички дискутираме за тоа како оваа ситуација треба да се надмине, но таа секако дека има фази. Она кое што денеска Народната банка и вчера го зборува е дека навистина сме како економија исклучително стабилни. Она кое што Управата за јавни приходи, Царината, Министерството за финансии го известуваат е дека навистина сите оние приливи кои што буџетот треба да ги прибере за понатаму да ги распореди и распредели се тука. Дури и се повеќе од минатата година ако се гледаат кривите. Ово укажува дека ние сме далеку од тоа дека имаме некаков ризик во моментот по економијата. Дека на подолг рок, на период од 3 месеци од денес, 6 месеци и 9 се оние планови за подготовка
се потребни и тие се оние кои што ги спремаме. Има ли тие сценарија? Има ли такви и прво планови? сценарио, и второ сценарио, и трето сценарио. Тие се подготвуваат со економските ресори, со стопанските комори. Но треба да сме свесни дека најважно во моментот е буџетот е ликвиден. Во Министерството за здравство имаме доволно финансиски средства за да ги покриеме финансиските средства потребни за заштита, превенција на населението. И тоа е оној прв главен чекор кој што владата го превземе и го прави. Во однос на економијата следиме и верувајте дека и хотелиерите, и транспортерите, и угостителите во моментов немаат проблем со ликвидност. Но затоа велам, она кое што ние го очекуваме заедно со стопанските комори е веројатно во април месец да се појават првите фирми кои што можеби ќе имаат проблем делумен. Не велиме да тие стварно станат неликвидни, никој не станува за еден месец неликвиден. Но навистина на среден рок тука ќе треба да се превземат одредени мерки. Имаме 3 сценарија за кои што денеска не сметам дека треба да ги споделувам, затоа што во моментот кога ќе бидат спремни за пласирање, во тој момент на пресконференција од владата ќе бидат соопштени. Правно, што се размислува во тие сценарија, некои мерки кои што би можеле да се... Тоа е она кое што целиот свет го размислува и го прави, а тоа се дел одложувања на придонеси, на даноци, одредени ефтини кредитирања, така натаму, кои што може да обезбедат ликвидност брзо надминување на состојбата. Но она сценарио трето, кое што го зборуваме дека на пошироката економија целото ова ќе има импликации, тоа ќе го очекуваме во втората половина од годината. Веројатно, кога земјоделските производи ќе треба да бидат пласирани, кога можеби одредени земји каде што извезуваме може да станат затворени, зависно тоа како ќе се шири. Но сега е најважно како држава да се заштитиме од ширење. И гледате дека сите мерки кои што ги преземаме секој ден се однесуваат на тоа да бидеме порадикални во мерките, да го застанеме процесот на трансфер на коронавирусот. Кога тие сценарија ќе може да ги... Во моментот кога заедно со стопанските комори ќе одлучиме дека пуштаме инструмент по инструмент. Значи, јас затоа велам, мислам дека април месец би бил првиот инструмент, па понатаму би зборувале за одредени законски измени кои што ќе значат одлагање на одредени придонеси со даноците. Во цело време сме во комуникација со Централната банка, таа е многу кооперативна, спремна на одредени чекори. Ово укажува дека на вистина економските ресори се целосно подготвени и дека ние сме спремни за интервенција, но само кога тоа ќе видиме дека е потребно. Секоја преуранета акција во економијата нема да биде добра за долг рок, затоа што ние ќе треба тоа да го сервисираме и тоа ќе се зголемува, а нема да се намалува додека да го постигнеме пикот. После ќе почне да паѓа, но ние треба да сме сигурни дека ќе можеме да го обезбедиме тоа поддржување на компаниите, а при тоа и буџетот да остане ликвиден. Триновски сака да додадам, меѓутоа само претходно да ве прашам, ќе има потреба од ребаланс на буџетот едно, но рековте промена и на закони со оглед дека сме во фаза на предизборна фаза, тоа би значило и Видете, кога ќе дојде потреба од тоа, мислам дека никој нема да размислува дали собранието треба или не треба да се собере, ако дојде до момент дека економијата е во криза и дека треба да се донесат одредени законски олеснувања. Затоа воопшто не го отвараме како дискусија. Ние гледаме сега што е тоа што во системот е потребно, да го ставиме на хартија, се да е подготвено во сценарија и фази 3, 6, 9 месеци, за да можеме да испорачуваме веднаш ако тоа се појави како такво. Јас велам дека нас не ни се потребни за во април месец ниту законски промени, ниту собранието има инструменти кои што може да се стават во оптет. Да не заборавиме дека и Законот за буџети си има член кој што вели во кризна состојба одредени финансиски средства се поместуваат онаму каде што се потребни, што значи дека за ребаланс не дискутираме во моментов. Триновски. Сакам да се потврдам, се согласувам. Буџетот е во добра состојба, генерална платата на приходите, гледаме јавниот долг не е екстремно висок, како испоредуваме макроекономските индикатори, прилично ни е стабилна ситуацијата и се сложувам комплетно со тоа. Исто дека меѓутоа се уште имам една резерва дали мерките треба да почекаат до април. Јас тука би сакал повеќе да дискутирам. Или можеби треба да се преземат некои мерки, сакам да отвораме дискусијата и со вице-премиерката за две точки, поготово со првиот. Најчесто околните земји, сега можеме да видиме дури Европската унија, најавува брзо во следната недела 7 до 8 милиарди евра брзо вбризгување на финансиски средства и 25 милиарди во месецот кој доаѓа. Значи прилично има поправија на 36. Так, на 36 милиарди.
Оно што ми е важно, првата линија на одбрана е да се заштитат, односно да се превенира ширењето од секторите кои се погодени на другите сектори ова економско влијание. Рековме, угостителство, хотелиерство, туризам, транспорт и така натаму ни се најпогодени. Веќе има луѓе кои гледаме и на телевизија можеме да видиме дека почнуваат да ги изразуваат својот револт. Тука има две точки на кои можеме да се фокусираме. Едното е да останат отворени тие бизниси, значи да не затворат, што ќе ги изгубат пазарите, тоа веќе штетата е голема, и работниците да останат на работа. Што ако вика ние можеме 1-2 месеци, веќе третиот, четвртиот не можеме да ги задржиме сите работници на работа. И тука се плашам дека се јавува еден проблем, какви мерки можеби ми требало да се преземат некои мерки за овие две точки некако да им се помогне. Бале во овој период. Сега ќе ве прашам. Април месец е наредниот месец. Так. Дали овој месец треба да се преземат мерки? Немаме ни 5 дена од имплементација на првата мерка која што може да загрози одредени сектори заради отсуството на работници на нивното работно место, и имаме 2 недели откако транспортерите помалку може да се движат, и овој месец се појави откажување на резервациите во хотелите. Дали сметате дека денеска треба да се објават мерки, а при тоа се уште ниту еден од секторите реално не почувствува неликвидност заради кризата со корона? Так, прво се согласувам, во ред, во право сте. Податоците не се стигнати 1-2 месеци, значи фискални податоци, односно статистички податоци немаме да направиме некоја серија за ова, и тука се согласувам со вас. Меѓутоа, откога ќе стигнат тие податоци може да биде и малку доцна. Велиме април месец. Велиме Па, дали добро, еден инструмент за поддршка во април месец би ги задоволил, да речеме, интересно е да има инструменти кои се отворени. Значи може да отвориме кредитна линија со повластена каматна стапка. Можеме да отвориме мерка социјал, еве сега слушнав дека веќе почнуваат дел од фирмите да имаат проблеми со работната сила. Тоа ме загрижува малку. Дел од овие што работат во маркети и така натаму. Дали има доволно, дали ќе затворат дел од нивните маркети и така натаму. Дали е можно да има некои мерки кои ќе бидат условно користени? Не мора да се таргетираат. Како велиме во април да ги отвориме тие мерки. Добро, окей. Ние сакам да дискутираме за нив, затоа ја отворив јас за дискусијата. Дали но соседите веќе во регионот Србија ја намалува референтната каматна стапка. Слушаме во Германија има неограничен кредит за фирмите за користење поради коронавирусот. Америка најавува, значи сите најавуваат мерки. Јас мислам дека дали треба да го чекаме април? Тука кај нас во Македонија мислам дека за да се имплементираат мерки сепак е релативно рано. Но она за што не е рано е да знаеме какви мерки ни стојат на располагање. Значи, реков како и што кажав на почетокот, да имаме контингентен план. Тоа има во монетарна политика еден збор forward guidance се вика, значи водство, унапред кажување на што може да очекуваат економските агенти по одреден период, бидејќи тоа ќе ги смири, ќе ги формира нивните очекувања. Мислам дека такво нешто ни е потребно во моментов од страната на владата, не толку од страната на Централната банка, затоа што првиот евентуален потенцијален удар врз економијата ќе биде, рековме, во делот на ликвидноста кај загрозените сектори главно, и повеќе ќе го чувствуваат тоа малите и средните предпријатија, така да го кажеме. Во делот на интервенција на Централната банка тоа е потенцијален втор удар, кој што ако не успееме да го сузбиеме, првиот удар би се појавил кога луѓето ќе не можат да трошат, евентуално во многу лошо сценарио ќе нема доволно кеш и така натаму, тогаш Централната банка ќе вбризгува пари. Меѓутоа сега тоа мислам дека во моментов е особено неверојатно. Треба да останеме фокусирани на овој прв дел. Значи во тој прв дел мислам дека владата треба што побрзо да ги најави тие мерки, не во смисла дека тие ќе почнат веднаш, но да знаеме каква палета на инструменти имаме на располагање. Во тој дел се согласувам и со овој дел каде што некои отворени рамковни кредити. Во која насока треба да се оди? Имаше предлог за разни замрзнување на обврски на компании, разни форми. Во која насока треба да се движат тие мерки како помош да... Мојот став е дека според она што го гледаме во моментот доволни ќе бидат мерки кои што ќе значат одложување на обврски, значи не простување на обврски, дека го намалуваме данокот или ги простуваме при донесите, не, туку евентуално го одложуваме нивното плаќање. Тоа мислам, јас би очекувал такво нешто во еден таков план. Ако ситуацијата потоа се влоши, ќе видиме што и како понатаму. Меѓутоа за такви мерки како што беа спомнати од типот на промени во даночни стапки, не можеме да разговараме и од перспектива на тоа дека не може да се сменат законите во моментов. Тоа кој што го зборуваме, мислам дека сите сме на исто дека треба да се припремаме.
но дека сега е важно да комуницираме за тоа што следува. И тоа го правиме на дневна основа со стопанските комори, затоа велам, едно е кога во јавност ќе излезете и тоа значи дека сите критериуми се е позиционирано и тоа може да старта веднаш. Јас не велам дека можеби ние пред април секако ќе ги искомуницираме, но првите ефекти ќе ги видиме во април. И стопанските комори на тоа главно се спремни, затоа што сега се дозволи да тие се реорганизираат, да продолжат да работат. За нас е најважно да целото стопанство биде во истата кондиција во која што е денес и во наредниот период. Да одржиме работа и капацитет на се она што значи реален сектор, затоа што тие се основата за полнење на буџетот кој што понатаму треба да се распореди во здравствен систем и сите други системи, дури и за подршка на оние кои што ни се ранливи компании. Токму затоа со сите стопански комори ова го дискутираме и разговараме. Дека е потребно да имаме инструменти кои што се отворени и тоа како? Заради тоа што ликвидноста најлесно ќе можеме да ја покриеме на тој начин и многу скоро тоа ќе го видиме во пракса и дека да, одложувањето е првиот инструмент, а понатаму ќе зборуваме за дали треба да се субвенционираат и да се покриваат од државата, зависно од тоа колку овој вирус ќе не погоди и директно и индиректно подолгорочно во однос на тоа колку другите држави со кои што имаме најголема трговска размена исто така ќе бидат на некој начин погодени економски од страна на вирусот. Мислам дека заеднички ја градиме таа доверба и со компаниите, но граѓаните треба да се мирни. Денеска немаме ниту една компанија која што е затворена заради коронавирусот. Ниту се случило фабрика да треба да ги однесе дома сите, да ги испрати дома сите работници заради тоа што имало едно инфицирано лице и јас се надевам дека тоа нема да ни се случи, затоа се превземаат порадикални мерки, зашто тогаш па се потребни оние мерки на субвенционирање на плати веднаш. И кога се споредуваме со земјите во регионот, е важно да знаеме дека таму имаме таков тип на компании, има поголем број на заболени, поголем број на инфицирани, во другите држави имаме и починати. И тогаш тие веќе мора да интервенираат затоа што голем процент од компаниите имаат и недостаток на кадар и имаат затварање на цели погони. Сигурно се согласувам во целост. Здравствените власти, би рекол, во земјава одлично досега се справуваат и има одличен начин на комуникација на сето ова. Меѓутоа, мислам дека едно мало парче во тоа целокупно информирање недостасува, а тоа е дека пикот на оваа криза допрва доаѓа. Значи, тоа денеска го слушав Борис Џонсон, значи британскиот премиер, кој што ја објасни на јавноста во кој дел од таа крива се наоѓа земјата моментално. Кога се наоѓате во тој низок рамен дел, тоа значи дека се уште не сте почнале да се искачувате во однос на бројот на заболени лица и сега штом тоа почне да расте по експоненцијален тренд, тогаш е најголемиот удар врз земјата од здравствен аспект. Тогаш ќе се јави и главниот удар врз економијата, ќе почнат луѓето поинтензивно да не одат на работа, можеби ќе има дополнителни мерки за карантини и така натаму. Ние сега само зборуваме да бидеме припремени точно за таа точка. Така е. Која што е прашање, прво кога ќе удри и второ со колкав интензитет, затоа што интензитетот во Кина и во Италија беше особено голем затоа што беа први. Сега ние преземаме мерки да го симнеме тој интензитет, ама не можеме да го избегнеме. Тој кога тоаш ќе се случи. Невозможно е нашата земја да остане имуна на целото ова, да. Јас би сакал да расширам малку дискусијата. Покрај тоа, во ред со мерките се согласувам со претходните дискусии, пикот точно не е дојден. Меѓутоа, многу е интересно и мислам дека е важно да дискутираме на кој начин ќе се трансмисија ќе имаме на шокот врз економијата. Јас би можел да зборувам повеќе за економијата, би можеле да зборувам и за делот здравствениот, иако не сум здравствен експерт и не би можел да го дефинирам, меѓутоа ми е многу интересен делот економски. Во моментов имаме една ситуација каде што граѓаните масовно купуваат по маркетите. Што тоа може да предизвика? Не можеме да изолираме, јас цело време повторувам, мала и отворена економија. Бруто домашниот производ се движи по ист начин како што се движи нашата странска ефективна поборувачка. Скоро исто вака. Значи, кога ги видите двете графикони, тие се исти. Ние имаме од 5 најголеми трговски партнери. Само Србија е во фаза која не е толку. Тука имаме Германија, имаме Франција, имаме Грција, имаме Италија. Значи имаме земји со кои генерално имаат некој проблем со коронавирусот. Тие се во нашата странска ефективна поборувачка. Ние можеме да пресметаме сега и дури да симулираме колку ќе биде загубата во нашиот извоз. Се претпоставува дека 1,5% ќе биде глобалниот раст, ќе се преполови. Што значи економските ефекти за мала и отворена економија како македонија не можеме да ги избегнеме.
Меѓутоа, што е спецификата на ситуацијата во која се наоѓаме? Зошто сакам да ја разберем? Има силен удар и од страната на понудата и од страната на побарувачката. Прво од понудата е она што рековме, се прекинуваат ланците трговски, може да дојде недостиг на стока, нема доволно работниците, си исто ресурсите, значи на страната на понудата, меѓутоа тука државата само може да подржи доверба и некои мерки за да го ублажи. Не може да направи чудо, не може да реков да ви ги рати патниците, да го реставрира тоа целото. Бизнисот може да го подржи. Се додека не дојде на страната на побарувачката. Меѓутоа влија и на другата страна. Еве гледате моментално последните анкети покажуваат и во Европа дека се намалува интересот за потрошувачка дури и на трајни добра. Значи веќе економијата може да заспорува. Освен на храна и на Освен на храна кај што може да се покача. Мене ми беше за тоа викам имате и страна на понуда и страна на побарувачка. Значи економијата како државата, значи државата мора да интервенира во некој дел од овие. Тука е спецификата како да ја помогнеме на државата, односно да, и на луѓето и на државата во овој момент. Оно што е важно е да не се создава непотребна паника во моментот и во нашата држава и воопшто. И мислам дека сите држави токму таква политика водат. Затоа што ако луѓето трошат, тука немаме голем ризик. Државата ќе интервенира, економијата се движи и на тој начин создаваме можеби понединамична, поспора, но сепак функционална економија. И тоа е сега најважно за нас како држава. И тоа го обезбедуваме. Затоа она мерка на доверба е најважна и таа ја градиме и секојдневно ја одржуваме за да покажеме дека сме заедно во оваа состојба, заедно со компаниите, заедно со академската јавност, заедно со работниците и дека ќе го поминеме коронавирусот, но треба и заеднички да ја поминеме фазата по коронавирусот, а тоа е економската фаза. Так. И таа стратешки ја планираме сега, а таа ќе биде подоцна. И затоа сметам дека не се задоцнети. Дури ние дискутираме за овие мерки, ги планираме пред тие да бидат воплет, секако за затворени врати со оние кои што се засегнати страни во прашањето, а секако дека коморите си ги информираат своите членки, а понатаму ќе информираме и во јавноста што се инструментите кои што ќе бидат во прва фаза, во втора и секако се надам дека никогаш нема да дојдеме до на последно сценарио на голема интервенција од страна на буџетот и државата. Бугарија веќе воведе вонредна состојба, но истовремено излезе и со проценка дека евентуалните загуби, штети за економијата може да изнесуваат 1,5 милиарда евра. Имаме ли ние некои проценки колку би можела да изнесува штетата? Проценки јас не сум прочитал, ниту сам сум направил, затоа што во моментот е многу тешко тоа да се направи. Сега она што го спомнав со пикот на кривата, всушност никој не знае колку ќе биде силен ударот. Сите овие мерки се преземаат за тој удар да биде што помалку силен, значи што повеќе да му се ослабне неговата јачина и во таа перспектива е многу тешко сега да се зборува евентуално колку тоа би чинело во некако ваков апсолутен износ, меѓутоа она што може да се каже дека сега еве сме март, но веќе станува многу јасно дека проекциите од околу 4% за 2020 година стануваат многу нереални. Така, на суштина, зошто е тешко во Македонија да се предвиди тоа, од повеќе причини она што го кажавме. Тука се не само влијанието на нашиот извоз, ќе имаме најверојатно ќе има ослабена, како да кажеме, инвестициона активност, имајќи предвид неизвестноста која доаѓа. Ќе имаме ослабен прилив на странски директни инвестиции, не можеме да го занемариме во оваа ситуација да доаѓаат странски инвеститори да преземаат инвестициони одлуки. Така да ќе имаме ефект, тешко е. Она што рековме, немаме серија на податоци и тешко можеме да пресметаме колку ќе биде. Меѓутоа, генерално, како што рековме, она што го спомнав, како се лечи коронавирусот. Нема моментално вика вакцина, ја развиваме, меѓутоа им давате течности, им давате вода, ги поддржувате, им давате апарати за дишење на оние што имате потреби и така натаму. Значи, така и економијата. Не можете да го спречите моментално, меѓутоа можете со определени мерки да ја подобрувате состојбата. Додека да помине, така. Исто како и болеста, така и економијата. Исто и економијата, тоа се начин, едноставно ќе ја следиме како се развива, така ќе ја подхрануваме и ќе се грижиме да таа се надмива. Евентуално за некакви проценки дали имаат сценаријата кои што ги имат. Во моментов каква ќе биде штетата во 2020 година по економијата од коронавирусот е многу далеко да кажеме. Сепак пикот на болеста не е се уште случаен и не знаеме во колкав интензитет ќе се случи истиот.
следиме. Ако сме во рамка на ова кое што сме денеска, навистина не сметам дека тие штети ќе бидат големи, ќе бидат затоа што ние па зависиме од другите економии, но во тој момент ќе треба да пресметаме што ќе значи влијанието на коронавирусот во германската економија, што во грчката економија, и во тој момент ќе треба да се направат калкулации, но прерано е сега за да може тоа да се случи. Но ние секако дека имаме проекции колку тоа би го чинело буџетот, ако е прва фаза само, инструмент одреден за поддршка, или ако одиме веќе во не само одложување, туку и во субвенционирање на одредени придонеси, тогаш тоа би ја чинело државата повеќе, а ако одложување, тогаш само да. Но ако одиме само со одложување, тогаш секако дека државата ќе си ги наплати, но подоцна или нема да ги форсира компаниите веднаш да ги испорачат обврските кон државата, туку тоа ќе биде поодложено и така. Да, јас тука пред да го повикам интервјуто со првиот човек на Германската стопанска комора, морам да прочитам една информација која што пред малку ја добивме. Тоа е дека жителите на Дебар и центар Жупа кои се надвор од територијата на овие општини треба да се вратат во своите домови до полноќ. За карантинот на Дебар и центар Жупа се грижат полицајци кои согласно владините одлуки не дозволуваат ниту влез, ниту излез од двете општини. Напуштање или влегување во карантинот може да се реализира само со посебна дозвола. Дозволите се издаваат само за медицински лица или лица кои поради итни медицински потреби треба да го напуштат карантинот. Покрај тоа, дозволи за влез во Дебар и центар Жупа ќе добиваат и оние кои вршат дотур на лекови, храна, вода, неопходна облека и други неопходни продукти потребни на жителите во карантинот. Ова е последната информација која што ја добивам. Сега да го погледнеме и интервјуто со првиот човек на Германската стопанска комора, па потоа се враќаме назад со дебатата во студиото. Вчера имавте состанок со кризниот штаб во владата, со економските министри и останатите стопански комори, што е она што беше разговарано и беше договорено на тој состанок, со оглед дека ден претходно, односно во текот на вчерашниот ден, имавте и реакција во однос на првичните најави од страна на владата, во однос на начинот на кој што ќе работат компаниите. Also die Unternehmen werden im Rahmen einer Umstrukturierung den Müttern und Vätern in den Unternehmen, und wir sprechen im Schnitt von rund 25 bis zu 25% der arbeitenden Bevölkerung in der Produktion, wird es so sein, dass die Unternehmen den betroffenen Personen andere Schichten anbieten. Also die Gewährleistung der Betreuung für die Kinder muss gegeben sein. Hier würden die Unternehmen auch unterstützend die Väter oder Mütter supporten. Aber es ist so, dass letztendlich das Elternteil dann auch bereit sein sollte, eine der ihm angebotenen oder ihr angebotenen Schichten wahrzunehmen. Also man geht auf die Wünsche der Familien ein. Gleichzeitig besteht aber nach wie vor auch, und das wurde auch klargestellt, eine Verpflichtung letztendlich des Arbeitnehmers, weiter auch in der Produktion dabei zu sein. Und die Unternehmen, noch einmal, sind ja jetzt in einer Situation, in der sie alle Vorsichtsmaßnahmen auch einführen, und das bedarf auch natürlich einer Mitarbeit der Angestellten, der Mitarbeiter, der Arbeiter, dass dies entsprechend befolgt wird, damit man eben einen Ausbruch in dem Produktionsbetrieb verhindern kann. Also wir befinden uns jetzt noch nicht in einem Krisenmodus, aber wir bereiten uns darauf vor, und solange die Prävention noch in der Form machbar ist und wir noch keine Fälle haben, läuft auch alles ganz normal weiter, und das ist ganz wichtig. Wenn wir in eine Krisensituation kommen, wird auch ein entsprechender anderer Modus eingestellt. Aber wir sind es noch nicht und müssen daher darauf achten, dass wir eben das nicht durcheinander bringen und letztendlich die Schritte nacheinander auch in Reihenfolge umsetzen.
Од друга страна се создаде слика дека токму компаниите се тие кои што најважно им е профитот. Пораката на владата беше дека профитот не може да е поважен од здравјето, а во јавноста се креираше една исто така слика во која што компаниите веднаш побараа практично интервентни мерки со вбризгување на пари во стопанството. Also die Verantwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft des Unternehmens besteht darin, Steuern zu zahlen. Und wir sehen auch jetzt in dem ersten Quartal dieses Jahres sind die Steuereinnahmen um 10% wieder gestiegen. Der Export ist gestiegen. Damit hat der Staat ein Finanzpolster auf einem relativ aus gutem Niveau. Und ein Unternehmen ist ein Unternehmen, weil es natürlich Profite machen möchte. Das ist in der Natur der Dinge, sonst wäre es eine NGO bzw. eine Wohlfahrtseinrichtung. Aber ein Unternehmen, und hier insbesondere die deutschen Unternehmen haben eine Unternehmenskultur, dass sie natürlich sich durch die Mitarbeiter definieren, und nur ein gesundes Unternehmen kann auch gesunde Mitarbeiter haben. Und gesunde Mitarbeiter können auch nur ein gesundes Unternehmen erreichen. Und hier, denke ich, ist natürlich die Verantwortung gefragt, und nicht umsonst sind die Unternehmen in einer Situation, in der sie alles Mögliche versuchen, Risikofaktoren innerhalb des Betriebes zu reduzieren. Aber wir wollen nicht vor einem wirklichen Ausbruch schon uns in den Maschinenraum stellen und den Motor ausstellen, den Dieselmotor ausstellen und warten, bis das Schiff sinkt. Nein, natürlich nicht. Wir haben noch keine Krise. Wir bereiten uns darauf vor, aber solange bestimmte Schritte noch nicht erforderlich sind, gehen wir der Reihenfolge den Plan durch. Und die Angestellten in den Unternehmen haben sicherlich auch ein Interesse daran, dass es auch eine Zeit nach der Corona-Krise gibt. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam in den Unternehmen mit den Mitarbeitern gemeinsam die erste Phase so gut durchstehen, dass wir auch nach der Krise alle noch dabei sind. Und wir sehen ja auch, dass in Italien immer noch auch die Produktion bis gestern bei den großen Automobilkonzernen lief. Chrysler Fiat hat bis gestern noch produziert. Und ich denke, das kann hier auch möglich sein. Назад сме во студиото Царовска, Триновски, Петрески. Петрески, за понеделника закажани совет на безбедност кај председателот Пендаровски. Едно од прашањата кој што се разгледува е военна или кризна состојба. Што тоа би значило доколку се одлучи за едно од овие сценарија за економијата? Па сега од здравствена гледна точка јас немам експертиза за да проценам дали е ова моментот за воведување военна состојба. Меѓутоа, военна состојба има еден позитивен аспект, а тоа е, ако не се лажам, дека владата презема надлежност, има законодавна моќ. Има во военна состојба моќ да врши интервенции во законите, што значи дека сега ние сме за несреќа апропо ситуација и во ситуација на техничка влада, која што подразбира дека има дополнително врзани раце, немаме функционален парламент. Го почитувам ставот на владата дека парламентот може да се свика во секој момент, меѓутоа втората алтернатива на тоа е секако военната состојба, каде што одлуките ќе се носат многу поефикасно, значи тој товар ќе го преземе самата влада и тоа може да се покаже како многу ефективен начин, особено ако треба интервенции во делот на буџетот. Триновски. Мене, ако ме прашате, имавме дискусија еве сега дури на паузата околу тоа, малку ме загрижува дисциплината на нашето население. Цело време дискутираме дека главен начин на спречување на оваа епидемија, и нема да дискутираме за големи економски последици, барем на микрониво во државата, доколку ја спречиме оваа епидемија. Значи, свесноста на населението и дисциплината мора да се зголеми. Тука би одел, еве, и како што рековте, военна состојба и така натаму, меѓутоа прво би се обидел со некои други мерки со кои би можеле да го решиме тоа. Со подобро информирање на јавноста, зголемување на нивната свест и зголемување и зајакнување на инспекцијските служби.
мораме на некој начин да покажеме дека го почитуваме предлог мерките. Да, и вечерва има еве инспекции се на терен, исто и вчера контролираат работата, меѓутоа од друга страна се создава една реакција од компаниите дека не се доволно информирани, не може да се информираат од медиумите, дека им треба некој друг канал за информација. Во суштина, она што го кажавме, што го прават земјите, ја спомнавме Словенија и некои други, тие се од нашето соседство, значи од СМС пораки секој ден добиваат преку ден, и вработените добиваат, и работниците, секој ги добива, значи информација на дневна основа се разменува со тоа како се шири вирусот, кои се последиците, како се заштитите, кои се новите мерки, како да ги примените. Јас сабаја бев во супермаркет, јас добив впечаток дека господинот кој работеше во супермаркетот не знаеше како да примени, имаше ставено таму дека треба да имаме 1 метар од секој кој чека во редот и така натаму, ние бевме 20 луѓе еден за еден залепени, чекавме на една каса, другиот вработен најверојатно беше на пауза. Како и да е, значи, како да ги почитуваат? Многу подисциплинирано мора да се реши тоа. Не знам дали воената состојба може на брзина да го реши. Да, но ги имаш оние случаи како синаќа кога туристичка агенција тргна да ги носи патниците, па беше враќана назад со полициска придружба. Значи, генерално, така. Нашата свест треба да се подига секој ден. Генерално, на секој поединец. Ние сите мерки може да ги превземеме. И секаде да објавиме. Но ако лично секој од нас не се запраша дали ги почитува основните мерки препорачани од Министерството за здравство, тогаш навистина не може да бараме државата да направи повеќе од тоа што прави денеска. Затоа што секој од нас прво треба да направи чекор, да не оди во кафич, да не биде поблиску од 1 метар, да не се поздравува. Ние во владата сите со лак да кажеме или со далеко мафтање се поздравуваме, што е важно, затоа што ако на тој начин ние преку личен пример даваме пример како треба да се однесуваме во ваква состојба, на тој начин ќе постигнеме и едукација на населението. Секојдневно на социјални мрежи се даваат информации, до компаниите имаме направено протокол на кој што заклучоците од влада директно одат до платформата која што има за заедничко комуницирање и информирање на стопанските комори. Максимумот го правиме за да стигне до сите. Телевизиите се вклучија сега со промотивна кампања за тоа како да спречиме. Сите ние заедно треба да сега ја пренесуваме информацијата за да стигне до последниот граѓанин на нашата држава. Но не само што ќе стигне информацијата. Таа информација треба да се процесира и да се практикува за да може да имаме по-безбедна средина и да спречиме ширење. Затоа што ако не спречиме ширење, последиците ќе бидат подолгорочни и поголеми и по економијата и по сите нас. За да го спречиме тоа, јас денеска би спратила еден апел до сите граѓани. Навистина е важно да слушаме што препорачуваат лекарите, сега тие се важни. Да ги слушаме експертите, епидемиолозите, она кој што Министерот за здравство секојдневно го испорачува и 2 пати дневно некогаш, да го практикуваме за да можеме да бидеме безбедни и сигурни во наредниот период. Можеме многу да научиме од Кина всушност. Значи кинезите имаат вкупна бројка на заболени и дел од нив сега веќе излечени од околу 80.000. Во Италија има околу 15.000. Ако 80.000 споредите со 1.600.000 и 15.000 со околу 60 на милиони е Италија, ќе видите дека во Италија во релативна смисла тоа е многу повеќе. Зошто кинезите имаат толку мал релативен број и зошто релативно брзо се справија со ова? Заради огромната дисциплина. Значи, Вухан беше веднаш затворен како што сега е Дебар. И таму имаше огромно почитување на тоа. Сега да видиме кај нас како ќе. Сега Маријан малку мора ми инспирираше со оваа дебата, се поставуваат прашања, се дискутираат меѓу експертите, тековно големите економисти за капитализмот и општеството. Дали општеството е ставено на тест, уредувањето, имајќи предвид дека Кина е во некоја друга ситуација кај што дисциплината и демократијата е на друго ниво споредено со останатите земји. Сега да видиме дали се поставува отворено прашањето дали капиталистичкиот начин уредување е ставен. Нека помине вирусов, ќе одиме на идеолошки дебати сега. Не, чисто ме инспириравте зошто е Важно е да бидеме дисциплинирани и Кина одржа лекција како тоа треба да се направи и сметам дека и ние имаме капацитет и потенцијал, но дајте еве сега на те сме ставени со Дебар. Граѓаните на Дебар да ги почитуваат препораките, сите да се придржуваме кон она кое што е ставено како препорака таму и како забрана и мислам дека навистина имаме можност да докажеме дека и ние, иако сме демократија, иако влада е социјалдемократска влада, дека дисциплината е дел од живеењето кое што е колективно и ако се почитуваме и ги почитуваме препораките, тогаш ќе имаме посоодветно живеење за сите. Петровски, Триновски, финансиската криза од 2008 ја паметиме. Може да се повтори во светски рамки, загриженоста е огромна.
Па не, принципиелно се две различни кризи ова. Значи, тогаш може би има некоја сличност во делот на настанување на недовербата, иако во моментот рековме дека и во Македонија и на глобално ниво нема некое позначено настанување на недоверба, на проширување на таа неизвестност, што значајно би ги нарушило финансиските текови. Меѓутоа, во 2008 година, 7-8 година, кризата беше типично економска, значи се прошири веднаш недовербата на пазарите, нели поттикната од хипотекарната криза во САД, и тоа директно удри врз финансиските текови. Во моментот немаме такво нарушување на финансиските текови, главно затоа што ова е криза од неекономски карактер. Второ, мислам дека ликвидноста на економијата сега пред самата оваа криза е многу поголема и финансирањето беше многу подостапно за разлика од периодот пред и непосредно на почетокот на големата економска рецесија од 2008 година. Така што не можеме да повлечеме директна паралела, меѓутоа можеме да искористиме некое од тоа искуство, главно во делот на тоа кога и како економските власти треба да реагираат за да спречат еден таков бран на неизвестност да ги наруши економските текови. Така, исто и Централната банка послучува на таа криза и вели таа ја преживеавме, ова е многу поедноставно, исто и финансиските, економските ресори, исто го памтат тоа како институционална меморија и многу побрзо се реорганизираат и се подготвуваат за можеби никакви сценарии. Тоа може да се каже дека се повикуваат на таа пракса. Принципиелно таа, извини Борче, значи таа криза главно удри директно врз неликвидност во банкарскиот систем и мораше да влетаат и фискалните, меѓутоа и особено монетарните власти да ја откупуваат таа неликвидна актива и да вбризгуваат пари во системото, на што претходно го реков како некое второ и многу подалечно сценарио од моментов. Значи во моментот мислам дека во таа смисла тие се многу различни. Во суштина, во теоријата на економски кризи има два типови на кризи, како што каже колегата, комплетно согласувам. Едниот тип се оние финансиски и економски кризи, другите се кризи кои се предизвикани од урагани, од епидемии. Генерално првите кризи во историјата покажало дека се подолгорочни. Може да требаме како 2007-2008 треба 4, 5 па и 6 години да се врати довербата во финансискиот сектор после големата криза. Како вие другите кризи прилично понекогаш се локални, ураганите и така натаму, и после нив имаме обнова на економијата, имаме инвестирање, силни фискални стимули и така натаму, што дури влијае и позитивно во годините што доаѓаат после војните и така натаму. Меѓутоа, ова е специфична малку кризата затоа што се расшири на глобално ниво. Обично се локализирани, гледате, имате ураган на определено подрачје, имавме SARS, SARS-от исто беше во дел од земјата и така натаму. Така да, она што мислам дека треба да бидеме внимателни, имајќи предвид една работа. Луѓето се загрижени за своето здравје. Не знаеме една работа поврзана со оваа криза. Колку ќе трае? Од тоа зависи какви ќе бидат ефектите и генерално дали може да се комплицираат повеќе економските ситуации. Зошто би сакал да го кажам тоа? Често го спомнувам 2007-2008 ефективната побарувачка беше проблем. Падна глобалната ликвидност, иницијатива и така натаму. ММФ и Светска банка повикуваа прв пат во историјата да се подкрене со фискални стимули ефективната побарувачка, што никогаш не се случило во минатото. Што би можело сега? Јас би спомнал само еден пример. Имавме некоја анализа поврзана со пушењето во Република Македонија. Се покажа дека 80% од пушачите пробаат да се откажат од стравот по здравјето од цигарите или од советот лекар. Замислете, во Македонија овој резултат од терен собран. Во оваа ситуација, вие ако имате страв, така, ако почнете да се плашите, купувате производ, се враќате, не сакате да купите кола, не сакате, че стравот по економијата ако се прошири и ако потрае малку подолго, се надеваме дека пикот ве гледаме неколку месеци, тогаш нема да има опасност. Меѓутоа, ако продолжи, може да има во некој среден период некои ефекти врз економијата и затоа ја спомнував за оние мерки за поттикнување на глобалната, на довербата, меѓутоа пошироката доверба, пошто вие моментално сега во моментот во Македонија можеме да утврдиме колку бизниси кои се засегнати, барем од прилика. Меѓутоа ако се прошири малку кризата, вие не знаете кој се е погоден во економијата. Ланците се поврзани економски и така натаму и тука треба поддршка. Затоа ви реков треба внимателни да бидеме во оваа насока. Јас не верувам дека ќе се прошири, видиме кинезите и така натаму релативно брзо излегува. Меѓутоа, имајќи предвид може да ја наруши глобалната економија. Имајќи предвид дека и пред тоа имаше некои, ако се сеќавате, тензии. Тука беше Соединените американски Кина, тука беа земјите ОПЕК, производството на нафта, тука беше сириската криза, че ние имавме претходно предизвици. Сега зборуваме малку пошироко од коронавирус. Коронавирусот само
Јас мислам дури и обедини ги замаскира дел од овие, како да кажа, ги консолидира, помогна да се стабилизираат. Меѓутоа да видиме после тоа. Споменавте дека буџетот е во добра кондиција, но доколку се пролонгира целата оваа ситуација, ќе имаме ли доволно пари на вистина во буџетот, ќе бидат ли потребни нови задолжувања, ќе бараме ли пари од надвор помош од другите држави, гледаме дека ставаат на располагање одредени пари и фондови? Она кое што е важно на вистина да го знаат граѓаните дека буџетот е ликвиден, дека економијата е стабилна и во оваа ситуација не гледаме такви ризици. Следиме дневно, повторува, и дека сите мерки што треба да бидат превземени, ќе бидат превземени на време, се со цел да имаме ликвидност и кај компаниите, но никако да не биде загрозен ниту еден граѓанин во државата во делот економски, затоа што навистина не верувам дека ќе стигнеме и до тоа да одредени физички лица бидат финансиски или не во можност да ги поминат или надмират своите месечни трошоци заради коронавирусот, затоа што и тој дел може да се случи ако одредената криза потрае на, да речеме, во глобални ранги. Но јас очекувам дека целото ова ќе се стабилизира и дека навистина економиите ќе се вратат во нормала многу скоро, зависи кога ќе ги добиеме пиковите. Така да навистина ние ќе следиме и меѓународните финансиски институции каква помош нудат и сме во координација за мерките и со нив. Во моментот нема таков аларм кој што денеска треба да кажеме да, веднаш се задолжуваме и правиме нешто. Ликвидни сме, Централната банка исто така утврдува дека се ликвидни банките, профитабилни, дека сме стабилни и дека сега може да само ја следиме ситуацијата и имаме финансиски средства да интервенираме кога ќе се појави потреба. Имаме ли простор за натамошно зголемување на јавниот долг, на буџетскиот дефицит? Видете, се она кое што поставено во буџетот 2020 година останува такво како што е, се дека не се создадат услови или потреба да тоа биде променето. Се согласувам, би сакал само да ја поддржам вице-премиерката во однос. Ликвидноста е, претпоставам, солидна, буџетот е во добра состојба, релативно е ниско нивото, немаме долг, иако беше зголемено во минатиот период, се уште е ниско. Банките се ликвидни, дури имаме ексесив, прекумерна ликвидност во секторот. Затоа и реков Народна банка дури да реагира, мислам, со каматната стапка намалува, во моментот нема да има некој голем ефект, имајќи предвид дека тој трансмисионен механизам не функционира толку брзо и не е толку ефикасен сега за сега, од она што можам да го забележам. Меѓутоа, има создадено бафери. Големата оваа финансиската криза од 2008 остави такви последици да годините после неа следеа и голем дел од финансискиот сектор, па дури од реалниот сектор имаа некоја резерва и се прилично отпорни моментално. И банкарските и финансиските институции, а она што прашавте дали може да се задолжиме, се разбира. Ако сакаме да го зголемиме долгот, можеме да го споредиме со околните земји, така можеме да забележиме дека генерално имаме простор се уште да се задолжуваме ако треба, меѓутоа генерално мислам дека во тековната ситуација нема да имаме потреба. Не би рекол дека баферот во буџетот е создаден премногу голем или премногу доволен, нели меѓународните финансиски институции цело време повикуваат дека таков бафер треба да се гради, меѓутоа буџетот во ситуација да има поголема потреба од средства има повеќе опции на располагање. Значи првата опција е секако средствата што државата ги има во Централната банка, кои што се околу 300-400 милиони евра, ако не се лажам, што не е воопшто сума за подценување. Тоа е едно. Второ, бенефитот од ликвидноста во банкарскиот систем повеќе во моментов е во насока на тоа дека може да ја поддржи државата преку кредит или преку поголемо задолжување преку државните обврзници. Дури ако не се лажам, еден кредит беше земен кој што или е исплатен или стигнува за исплата, може да се репрограмира ако има потреба и така натаму. И сега во последната можност да не ја заборавиме е нели позајмувањето од меѓународните финансиски институции. ММФ денеска објави дека става 50 милиарди евра или долари на располагање на земјите кои што ќе се доведат во ситуација на итна потреба од нели тие кредити се главно за платнобилансна поддршка, но тоа е на вкупна поддршка на економијата и на буџетот. Така што во таа смисла не гледам дека во моментов има било каков проблем или било каков простор за некаква загриженост во делот на ликвидноста на буџетот. Добро, која би била пораката и до компаниите и до работниците, особено што пак ја потенцирам, гледаме што се случува и со последниот случај од Нокеска, каде што тргнаа на патување, па беа враќани со полициски возила, компании има кои што и не го почитуваат на работено време кое што е дадено како препорака од страна на владата. Тоа е свесноста и на граѓаните и на работодавачите.
Па јас пред се би упатил апел до владата, еве да се операционализира она за што овде некако се усогласивме, а тоа е дека треба да има комуницирано некаков план за што стои на располагање, значи не да се оди со мерки во моментот, меѓутоа што ќе постои како можност, како бафер, да кажеме, во момент на настанување на поголема итност за ликвидност во економијата и апсолутно планот да се комуницира што побрзо, затоа што мислам дека тоа ќе создаде поголема известност кај компаниите и ќе ги намали ваквите дисонантни тонови кои што ги имаме деновиве, вклучително и во делот на тоа што презема компанијата, што презема владата, се разбира во ситуација на особена итност, а дебата комплетно настрана, тој товар сега ќе си го преземе државата, па потоа ќе се размислува што понатаму, а кај граѓаните се разбира, тоа излегува повеќе од економскава дебата, меѓутоа треба да го повторуваме, дисциплина, придржување кон мерките кои што во моментов се многу разумни и по мој вкус се добро комуницирани. Дреновски? Па и моето некоја порака би била во контекст на она што го каже колегата Маријан, целосно се согласувам, потребен е стратешки план, стратешки мерки, само јас би охрабрил еве владата уште што може порано и да ги објави и се разбира дел од мерките да ги стави на располагање колку што може поскоро, со цел да се обезбеди некоја основа и некоја доверба пред се во бизнис секторот. Исто така би спомнал дека овие мерки дел може да се насочени кон граѓаните, посебно граѓаните кои се чувствуваат засегнати со цел да зголеми и нивната доверба. Исто би повикал на една поголема, како да кажам, не ажурност, него уште поголем ангажман, би охрабрил владата, за да дури ако има потреба да преземе уште построги мерки и уште подобро да го подобри начинот на комуникација со граѓаните и со бизнисите на овие мерки. Да ги подобри инспекцијските служби и колку што треба да се обиде да ги имплементира колку што е може поефикасно. Граѓаните секако дисциплината да ги следат мерките на владата и да се надеваме дека брзо ќе помине. Тоа е тоа. Царовска, јас сепак инсистирам еве на крајот кога најскоро може да ги видиме сценаријата и мерките кои што ќе бидат ставени на располагање на граѓаните, односно компаниите. На компаниите, стопанските комори наредната недела, а за јавноста, кога заеднички ќе се договориме со сите социјални партнери. Сметам дека граѓаните сега и компаниите треба да ги почитуваат сите мерки и препораки кои што владата ги носи, се со цел да се заштитат себе, но да ги заштитат и своите семејства. Понатаму да бидеме сигурни дека ако ги почитуваме мерките кои што се препорачуваат, на тој начин директно влијаеме да економијата биде послабо зафатена од одредени по негативни појави ако тоа се продолжи како, да кажеме, ситуација. Ако не ги почитуваме, тогаш директно влијаеме на тоа да ситуацијата ни се проложи понатаму и да трпиме поголеми штети за кои што не сакам да верувам дека може да ни се случат. Да, ви благодарам на сите за гостувањето. Што еднаш потенцирам дека вие сте тука како вице-премиер за економски прашања со оглед на варедната состојба во која што се наоѓаме. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.